Добар ден, присутни се 11 советници. Констатирам дека Советот го има потребното мнозинство, полноважно да одлучува. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, ја свикувам 18-тата седница на Советот на општина Могила. Го предлагам следниот дневен ред: усвојување на записникот од последната 16-та седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 23.8.2022 година. Точка 1. Предлог одлука за формирање партиципативно тело за урбанистичко планирање на општина Могила. Точка 2. Предлог решение за разрешување и именување на член во надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. Точка 3. Предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Демир Хисар. Точка 4. Предлог одлука за давање согласност за промена на корисникот на електрично броило од општина Могила на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. Точка 5. Предлог одлука за усвојување на измена и дополнение на годишниот план за јавни набавки за 2022 година на општина Могила. На вака прочитаниот дневен ред, предлагам точка 1 да се тргне од оваа седница, да ја ставиме на наредна седница, бидејќи одлуката не е спремна, и исто така предлагам уште две нови точки. Точка 6. Одлука за донесување на рестриктивни мерки на уличното осветлување по населените места во општина Могила. И точка 8, точка 7, одлука за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови за 2022 година. Дали на вака прочитаниот дневен ред некој има забелешки? И да се извинувам, и точка 8, финансиските барања. Дали некој има забелешки? Повелете. Барам советнички прашања, што немаме долго време до ова седница барат и во ред, прво го ставам мојот предлог на гласање, без советничките прашања. Кој е за вака поставениот дневен ред? 10 гласа за, против, воздржан. Борче, против или воздржан? Само еден воздржан. Точка 1. Ке се клај советнички прашања или не? За наредна... Наредна, до се 5 седници немаме, како наредна, нек ми барав, не ми клај. Што наредно, што се плаши градоначалникот се да каже? Оти наредната, што е проблемот? Треба да завршиме порано, градоначалникот така, да. Од Измир имаме гости. А ви се имаме и ние проблеми оде, барал да... Не се избегнуваат на ова советничките прашања, наредната седница ќе имаме на дневен ред советнички прашања. Во живо, дори патувам во битова, во живо клучи се, ќе разговараме. Да разговараме, да нема криминали, затоа. Точка 1. Да не Живо. Да не имаш многу криминали, после да не прислушува човек. За живо, затоа те прашува. Ве молам, точка 1. Предлог решение за разрешување и именување на член во надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското... Малце, чекај, имам забелешка на записникот. Остани, што точка 1? Записникот не е усвоен? Да. Го усвои записникот? Не е усвоен. Ами кој не е усвоен, да го усвои го записникот, прво имам... Зошто постапувате толку агресивно? Се извинувам. Го ставам записникот од одржаната 16-та седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 23.8.2022 година. Дали некој има забелешки? Повелете. Така, забелешка имам да читамо. Кај финансиските барања, Добро. точка 8, да ми кажеш ова Даница Коруновска од кое село е? Дали прашавте во Во УЈП? Гурев канцеларија? Не во УЈП, Гурев канцеларија. Јас го гледам записникот, оде ми кажите од кое село, ти кај мене измачкано, не се чита. Даница Коруновска, село Беранци. Па во Беранци нема Коруновци, да ти кажам право, со гаранција. Затоа брарам овде да се испледа да се види од кај што е, како е, до каде и од каде сакам одговор. Еве ќе вметниме во забелешка да проверат дали е точно, ако има некој проблем, ќе проверат, ќе ја исправат грешката. Записникот го ставам. Дали некој друг има забелешка? Доколку нема...
Доколку нема забелешки, го ставам на усвојување. Кој е за? Записникот е усвоен едногласно. Преминуваме на точка 1. Предлог одлука, решение за разрешување и именување на член во надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП Пела Хигиена, општина Могила. Председателот на Комисијата за верификација. Повелете. Комисијата за верификација се состана, се разрешува Димитар Кенчевски и на негово место се именува Мартин Нешевски. Предлогот, дали некој има забелешки или прашања? Повелете. Јас имам забелешка на материјалот, пошто тој материјал досега го немавме ние, кој се разрешува, кој сака да го вајте. Значи, за друг пат да го имаме во материјалите и името за кој се разрешува, значи. Па знаеме што е проблемот, како е, зашто е. Ќе донесеме една одлука за разрешување и за именување на ново. Дали некој друг има забелешка? Доколку нема, предлогот од Комисијата за верификација го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. 11 за, ова 10 за. Дека му никак крена рака. Ајде уште еднаш, кој е за? 8 за, воздржан, 3 воздржани. Точка 2. Предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Демир Хисар. Дали некој има прашање во врска со оваа точка? Повелете. Со новаци соработката не успеа или? Под пензија замина. Вработаната замина под пензија. Добро. Дали некој друг има прашање? Предлог 2. Одлука за утврдување на воспоставување за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Демир Хисар. Ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 3. Предлог одлука за давање согласност за промена на корисникот на електрично броило од општина Могила на ЈКП Пела Хигиена, општина Могила, од Комисијата за заштита на животна средина и просторно планирање. Комисијата го разгледа барањето со 2 за, 1 воздржан. Боред, дали некој има прашање во врска со оваа точка? Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? 10 гласа за, против, воздржан, 1 воздржан. Точка 4. Предлог одлука за усвојување на измена и дополнение на годишен план за јавни набавки за 2022 година на општина Могила. Комисијата за финансии го разгледа предлогот и материјалите ги доставува за гласање на оваа седница. Дали некој има прашања во врска со оваа точка? Ако нема прашање, Ако може да се појасни оваа точка, што барате измени, зашто се работи до каде? Во случајов службеничката во Скопје, јас ќе објаснам во кратки црти, ние имавме предвидено 1.200.000 денари за цела година за набавка на електрична енергија преку добавувачите. Минатата сметка само за мрежарина не стигнаше 630 милијади. Така да само со еден месец половина од предвидените средства ги потрошив со поскапувањето на електричната енергија. Од претходно плаќање од 150 до 180.000 денари, сега ги плаќаме во август околу 750 до 800.000 денари. Така да тука технички, за да можеме да продолжиме во системот да функционираме, мора да предвидиме дополнителни средства, бидејќи ги исцрпивме половина, повеќе од половина само со еден месец. Бидејќи ги планиравме лани до декември, не можевме да предвидиме дека 7 пати поскапа електрична енергија ќе плаќаме. И тоа ќе биде проблем за наредниот и понаредниот месец. Нивна претпоставка дека 7,5 милиони денари ќе треба да потрошиме за цела година, од денес ние предвидовме 3 милиони денари, значи пак во еднина повторно ќе има проширување на буџет. Бидејќи не можеме да ги предвидиме 7,5 кога ги немаме од каде. Овие 3 може ќе ни бидат доволни за 3-4 месеци. Само
од која ставка ќе извадите овие пари и дали ќе бидат само за електричната енергија? Да, само за електричната енергија, за ставка Весна и Јасмина, од која ставка се предвидени, може кај ни да доставиш прашање. Ќе ни објасните на другата седница? Верете, Тоа е само за да влезе во планот за јавни набавки. Дали некој друг има прашање? Точка 4, предлог одлуката, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоена. Точка 5, одлука за донесување на рестриктивни мерки на улично осветлување по населените места во општина Могила. Комисијата за заштита на животна средина ги разгледуваше Ајде една минута пауза. не ме, може